за да можеме да малку посеопфатно да го разбереме постот и нашиот однос кон Бога и кон тоа зошто човекот да се воздржува од нешто, ако не греши, јас ќе направам на почеток една блага споредба, не дека тоа е така, кој што кажува, меѓутоа може да се излече порука, некаква порака и поука, па ќе започнам од оно што на секој човек или на човечки род му е заедничко и од кој што најмногу се плаше, тоа е пред се смртта, како крај завршување на се што и да сме правеле. И тој страф од губење на нештата, всушност е најголемото нешто со смртта поврзано од кој што се плашиме ние или бегаме. Се оно што си го правел, сакал да го снема. Сега, ако го ставиме постот во контекст на ова, јас би го вметнал и оној момент после смртта, рајот и пеколот. Зашто тие не се места каде што некаде огинот е појачан, а ваму пак се некакви треви, ливади и слично. Рајот и пеколот се сепак една состојба на душата. И замислете вие, се раѓате, учите да уживате во животот и се навикнувате на вкусна храна, на забави, на дружби, на шетање и уште какви ти незадоволства. Кога ќе дојде смртта, што се случува? Сето тоа што сте го сакале, веќе не дека некој ви го брани, ама го нема. Материјалното веќе завршува со овој живот. Душата ви се става во состојба на пекол затоа што не може да го има оно што го сака највеќе. Бог ќе му каже, да, ама јас сум тука, да, ама јас тебе не те барав преку животот. Ниту ми беше потребен, супер ми беше без тебе. А Бог ќе ни рече, ама друго па и нема тука. Ако не го бараме Бога и радоста во Него, и светоста, и вечниот живот, тогаш, откако ќе се преселиме во вечниот, нема да го имаме тоа. Значи, пеколот настапува со тоа што нема да го добиеме тоа што сме се навикнали да го сакаме и само тоа да го сакаме во овој живот, а тоа е минливото. А моментот кога постиме, ние се учиме да бидеме слободни. Се одвикнуваме од тоа да бидеме робови на храна, на материјални задоволства, на не знам какви стимуланси и напредување во животот како најважни. За еден ден кога ќе дојде смртта да ни биде, па да, бевме цело време свесни и се вежбавме дека и се научивме да живееме и без тоа. Добро не е и кога има, ама можеме и кога нема. Затоа што и за време пост, покрај тоа што се вежбаме да живееме без независни од материјалното, се учиме преку молитва да го љубиме Бога. Затоа што повторно тој однос е непроценлив. Постот не смееме да го доживееме, ниту па да го представуваме на луѓето, како, еве сега ќе седнеме, па јас ова не смеам, мене ова ми е забрането, па смееш и една чашка ракија, ќе му кажа другарите, тој ќе каже, не, имам еден куп забрани за време пост, и сега каква личност излегува тој, свесно се става во затвор. Постот воопшто не е тоа. Ако ја вметнеме молитвата, посебно литургискиот живот, кој што е толку збогатен за време на Великденскиот пост, нели, има секој петок акатис на Пресвета Богородица. Среди петок во утришните часови се служи прежда свештена литургија. И секоја недела представува како едно скалило и откривање на оно што следува, тоа е Великден и значењето негово. Ние наместо мака од отрнување од храна и задоволство, ставајќи го тој духовен дел на прв план, ние ќе чувствуваме една поразлична радост од материјалната минливата. Една духовна радост се случува да почнуваме да ги гледаме потрезвено работите за тоа, зашто да се нервираме, зашто не се нервираме. Што ќе помине, што е важно нели во животот. И тој однос со Бога е непроценлив. Значи, ние постиме заради тоа. Зашто ако љубиме некого, треба целосно му се предадеме. А ако Бога го споредуваме со задоволството од овој свет, тогаш не можеме целосно да му се дадеме. Време на пост е да
му покажеме на Бога дека не можеме да го споредиме со ништо што е минливо. Неговата вредност е преголема за да можеме да го мешаме со нешто. И тогаш за време постот, трагајќи ги сите задоволства, од друга страна, почнувајќи на себе си да работиме, размислувајќи за тоа како живееме, што размислуваме, каков однос имаме кон ближните. Дали оние кои што ни бараат помош сме ги поминале или сме заборавиле на нив. Тоа е времето да се присетиме на сите тие работи и да ги исправиме. Тогаш добробитот од постот нема да ни биде мака, постот нема да ни биде терет или нешто како небитно, туку ќе видиме дека телото и духот кои што се проникнати едно со друго, она што го правиме телосно е исто важно и за духот. Значи таа вежба што ја правиме преку селекција на храна, на избор, подоцна се пренесува и на духовниот дел на избор на добро и зло. Тоест ја јакнеме волјата. И затоа Христос во Евангелието кога објаснува за постот, тој им кажува, а вие кога ќе постите не бидете нажалени. Значи не станува збор дали ние христијаните треба или не треба. Туку тој веќе вели, вие кога ќе постите, не ги правите лицата нели жалосни, тажни, сите да ве видат, туку бидете радосни, помажете се со еле. Затоа, разбирајќи дека постот е духовно возрастување кон Бога, трампа на минливото со духовното, ќе го примиме со радост. И сега, оној формалниот дел, нели, кој што е воведен како типик од страна на црквата, тој телесен пост подразбира од понеделник до петок без масло сготвени јадења, тука секако рибата не спаѓа, сабота и недела сготвени јадења со масло, повторно без риба, рибата се јаде на цветници на Благовец. Сега ова важи за луѓе кои што се здрави целосно, они кои што веќе имаат искуство или пак можат да издржат, се познават себе си доволно, а за останатите кои што не можат и спаѓат во категорија на помали деца, на болни возрастни луѓе, почетници, нека поминат во најблискиот храм кој што има, или во нивната парохија, да си земат благослов од свештеник, пак постот е еден вид послушание. Или не своеволие, туку послушание и како и да благослови Отецот, така нека постат. Повторно ќе напоменам, за да постот поминува полесно и без мака на телото заради отсуство на храна, да се моли. Човекот да се моли, посебно на овие литургиски моменти, да се обрати внимание, и кога ќе дојде веќе последната недела, тука веќе од Велики четврток зачестуваат објаснувањата, страдањата Христови, што Бог направи за нас и со каква љубов не возлюби. Зашто сепак постот, овој конкретно пост е земен од Мојсей и е земен од Христос. И двајцата, и Мојсей после постот, Бог му ги откри заповедите, му се јави, говореше со него, а Христос после постот почна со проповед. Така што ако сака некој да доживее некаква духовна промена, вистинска, не може да ги прави се едни исти работи и да очекува различит исход. Мора нешто да смениме во животот за да се тоа нешто придвижи на подобро. Бог богоугодни пости нека даде.